Здраво, ново издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Во минатата емисија зборувавме за влијанието на политиките на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп врз светската економија, како ќе се одрази сето тоа, што значат тие тарифи, но во еден дел со нашиот соговорник, тогашен соговорник, универзитетскиот професор и поранешен министер за финансии Никола Поповски, спомнавме дека од исклучителна голема важност е да се следат случувањата на светските берзи. Според него, берзите се најдобриот показател за тоа какви се политиките што ги води администрацијата на Соединетите Американски држави и дека берзите се најдобриот показател на економската состојба во моментот. Ние многу често во јавноста имаме представа дека берзите представуваат некоја лотарија, но како што зборувавме на пример и со првиот човек на македонската берза пред неколку емисии, тоа воопшто не е така, односно тргувањето на берзата се заснова на некои економски законитости и исто така на добри информации. Значи ништо не е лотарија, туку е знаење, предвидување, некогаш има и ризик, но тој ризик зависи од тој што сака да инвестира, бидејќи има и акционери кои што играат на долги стази, односно кои што сериозно вложуваат во економијата. Но да не должам, ова беше воведот, веќе може да насетите дека оваа епизода ја посветуваме на светските берзи, но и на македонската берза, визави, односно во однос на политиките што се води од страна на американската администрација. Само да ви спомнам еден мал податок, има проценка дека на крајот од 2024 година вкупната вредност на американските акции, значи акциите што котирале на сите берзи во Соединетите Американски држави, имале вредност од 62.000 милиарди, при што сега на почетокот или на срединава на април нивната вредност е само 52.000 милиарди, односно изгубени се 10.000 милиарди само за некаде 3 месеца и 15 дена. Значи 10.000 милиарди или 10 трилиони милиарди долари е изгубена вредноста на акциите само во Соединетите Американски држави на тие берзи. Затоа денеска во студиово на подкастот го повикавме нашиот гостин, тоа е господинот Сашо Дракуловски од Вега фондови. Добре дојдовте. Добре го најдов. Ви благодарам на поканата. Вие сте ми по втор пат, значи по првиот пат бевте со вашиот колега што работите како на берза што тргувате и сето тоа, но сега како Вега фондови, односно како човек што долго време работи на светските берзи, ги следи светските берзи, исто така и домашната, така што сметам дека имаме што да има пружиме на гледачите како информација. Ајде да почнеме со она што сите го очекуваме, го читаме, го следиме, но еден агул да дадеме и од македонска страна, од некој што работи овде во Македонија и тргува од Македонија на светските берзи. Што се случува во моментов на светските берзи? Моментално светските берзи се баш да кажем интересни, многу турбулентни. Има голема неизвестност, така да секој ден читаме разни изјави, очекувањата се не да кажеме потполни, така да никој не знае што ќе се случи во наредниот период. Сакам да кажам дека со тие царини кои што ги воведе да речеме Трамп, така да дојде до огромен пат, нагол пат на сите цени на сите берзански индекси светски, бидејќи самите очекувања беа дека тој тип на царини нема да бидат толку големи, толку да кажеме целиот светски регион да го поддржат, така да дефинитивно очекувањата беа, иако Трамп најави царини дека ќе бидат благи. Но меѓутоа со тие високи царини дојде до огромен пад на берзите. Дури од овие светски индекси најголемиот дел изгубија и по 15-20%. Да, но сега гледаме, еве, например, само да напоменам за сите што не следат, пред да се емитува ова епизодова се снима 2 дена, значи се емитува секој четврток во 12 часот, а ние ја снимаме еве сега во вторник, значи 2 дена пред тоа во 10:30, американската берза не е отворена, значи можеме да ја коментираме само во понеделникот што беше, но гледаме дека например во американската берза полека се опоравува, далеку е од својот рекорд кој што изнесува
коштуваше некаде околу 42.700 поени, но еве на пример во понеделникот, тоа е 14 април, беше 40 поени и 40.679 поени. Значи некаде и оди нагоре, да кажеме, по оној страшен пат. Можеме ли да очекуваме споро, но сигурно заздравување на берзите, враќање дури и надминување на оние максимуми што ги имавме кога беше релативно мирно? Сигурно, тоа да, само што дефинитивно времето е битно, така да моментално вратено е некој 13-14% од тој пат што беше 20%, така да тоа пред се должи заради најавата на Доналд Трамп, кој што кажа дека ќе направи пауза во овие царини, значи во самото воведување околу 90 дена, каде што ќе ги седне на маса, претпоставам, сите големи челници од сите големи земји и каде што ќе има еден вид на, да кажеме, нивелирање на тие царини, а и во меѓувреме гледам дека и самите изјави покажуваат дека одредени сектори ќе бидат да речеме земени од тие царини и тоа одма влијае на самите цени. Така, сега доаѓаме до самите цени. Имаме неколку прашања околу цените, но ајде одиме на најинтересно, веројатно што сите ги интересира. Помина ли моментот кога падна цените, рековте, за 20% и кога требаше да се купи, или се уште има простор да се купува и да се очекува дека ќе оди нагоре берзата, или да се чека уште еден пат? Еве, сега да зборуваме за некоја проценка, значи ова е најнеблагодарното, но у суштина тоа е многу интересно, да видиме што ќе се реализира, што нема да се реализира. Кога паѓа цената 20%, убаво е да се купи ако се има пари, ама ризикот е дека може да падне уште повеќе па да се загуби. Но што да се прави во овој момент? Кои се очекувањата еве ваши лични? Во овој момент јас мислам дека треба малце да се чека и да се да речеме мерат сите информации кои што ќе доаѓаат, бидејќи во наредниве месец-два ќе имаме турбулентни осцилации на, да кажеме, дневно ниво. Бидејќи нема некој фокус каде што ќе тера оваа светска економија. Значи царините никој не знае како на крај ќе завршат. Така да речеме дефинитивно јас сега малце би почекал и би да речеме следел будно, би се направил некои своји пикови на, да речеме, акции, некои што би ги таргетирал или па сектори и би чекал, можеби ќе има корекција уште една-две, но меѓутоа пак доколку тргне нагоре свет, доколку се средат овие царински политики и на овие цени не е примескапо да се купи. Така да све зависи како ќе движи самата светска економија, самиот момент со овие царини кои што се сега главен issue, како да кажеме главен значи предизвик, така да дефинитивно треба да се малце почека и да се следи будно. И во овие наредни 2-3 месеци ќе има осцилации, ќе има падни стани, што би се рекло. Дали е сега време, например, за она што се вика шпекулативно тргување, значи големи играчи со повеќе пари или играчи со повеќе пари, да можат да играат, да влијаат на цената, бидејќи е турбулентно време. Дали можеме да очекуваме дека влегуваме во таков период и да го очекуваме тој кој сака, ајде да речеме, да се опроба во ваков период, може со тоа што може и да изгуби многу, ама и да добие многу, бидејќи може да имаме осцилациите или вие што ги викате корекциите, што се вика на дневно или на 2 дена да имаме големи движење горе-долу. Дефинитивно може, но тој што игра на пример дневно ниво треба да ги следи цело време информациите. Самите случувања, значи треба да е буден нон-стоп. И тоа е многу захтевно, многу тешко, така да јас не би препорачал за обични инвеститори да речеме да го прават тоа, бидејќи пак кај нас самите информации закаснуваат. Значи таа информација што ќе биде веќе, например, Насдак, ние гледаме дека нешто се, да речеме, случува нагоре-надоле, ке нас малце тоа касни. Така да, затоа со тие дневни тргувања, јас би кажал дека треба да се занимаваат професионалци и луѓе што сакаат да преземат поголем ризик. Пример, имаш информација една, Трамп пред да објави дека ќе ги, да речеме, смрзнат царините, дека ќе направи постпон на самите царини 90 дена, он изјави неколку сати претходно дека се цените паднати, дека е фактички време за купување. И
после 6-7 сати даде официјална изјава дека ќе направи поспон на самите царински мерки. И тогаш берзата доживеа огромен раст од преку 14%, значи јас лично не памтам во последниве 20 години да има во еднодневно тргување 14% раст и дури имаше после некои коментари дека ќе го судат за нели ценовна манипулација и влијание на вако пазарот. Ценовно чувствителна информација. Ценовно чувствителни или влијание преку да речеме информации, така да преку изјави и тоа е исто да кажеме легитимно. Значи на запад немаат влијание толку многу самите цени или самото купување, него битно е кој тоа го прави. Така. Значи битно кој го прави тоа. Дали е ова регулирање и играњето со информациите во берзите, ајде ќе земеме Њујоршката берза како доминантна светска берза, бидејќи има и неколку други важни, што е лондонската, хонконшката, токиската и сето тоа, но ајде ќе се задржиме на Њујоршката кој е светски репер за берзи. Дали ваква информација, вакво поднесување на еден председател, иако е председател, но сепак да најави влијание на берзите со негова одлука или со негова информација, он што ја поседува, е регулирано законски или ова само најавија дека може некои правни последици или има цврста регулатива за се ова? Па, не знам како да ви кажам, мислам дека законски не е баш регулирано тој дел, бидејќи доколку немаат пишана одлука која што он би ја знаел, можеби он во само да кажеме он само самиот мислел дека ќе го направи тоа, немал никаде пишана одлука, пишан документ, да речеме врз кој би утре имало истрага. Можеби само во неговата глава си имало најава дека али после го има операционализирано и сега доаѓаме до една интересна ситуација. Ама тука немаме да речеме доказ дали он стварно знаел во пример претходните 6-7 сати или во тие последни саат време донеле одлука таква. Така да исто интересно, пример, има казни за да речеме Илон Маск имаше казна за некое влијание на цени и пример он беше казнет со $5 милиони, а он таму заработил 500 милиона. Така да у суштина тоа се контрадикторни казни кои што немаат влијание врз нивното богатство. Баш ќе биде интересно како ќе се развива ова, бидејќи у суштина првен дали воопшто играл на берзата, на пример, ако играл веќе е тоа конфликт на интереси, но ако соопштил нешто и најавил, па кој слушал, на крајот можеш и да не ја даде таа изјава, само да им јави на своите пријателчиња. Ало, купувајте сега, па ќе скоска, но ова што ме јавно можеби има некоја логика и да не се гони бидејќи на крајот. Јас не верувам лично дека купол. Не ми се верува дека купол лично. Председател, сега доаѓаме до една, али добро, целиот свет е во моментов контрадикторен. Она што многу ме интересира и што го начина на пример професорот Никола Поповски во минатиот епизода, на пример ние кога доживуваме дека паѓаат цените на берзите, тоа не знам, седи некој вика сега таа акција ќе вреди толку, тие акции толку и паѓа цените, но во суштина паѓаат кога некој ги нуди, некој ги бара по некоја пониска цена и едноставно инвеститорот се ослободува од своите акции, односно ги продава и се надаваат негативно надоле у суштина оди. Значи има купувачи за овие акции, не е тоа дека паѓа затоа што никој не ги купува, туку напротив дека ги купува паѓа цената. Ако никој не ги купува нема да падне цената. Дали е тоа така? Баш така да значи дефинитивно купци има секогаш и тие да речеме ловат риба. Така да тоа ви е сега кога има вакви времења турбулентни каде што има паника, тие што се паметни инвеститори, професионалци чекаат на некои пониски ценовни да речеме нивоа и тие купуваат. Така да за да вие продадете акции, некој мора да ви ги купи. Така да сега кој е од таа, да речеме, другата страна. Значи, при вакви паники, каде што паѓа берзата 10%, обично има поголем промет, значи поголем волумен, така да заради тоа што се прави масовна хистерија негативна. Тоа ба сакав да ве прашаме, остана неодговорен, односно не во нашата јавност тоа не го гледаме. Теоретски може со по една акција да се снижи цената за 10 или 20%. Мислам, теоретски зборувам. Но сега, ова што се случи, например, на американската берза, на берзите во светот, дали беше тоа она што го викаме стампедо, паника и изголемен обем на тргување, или сепак обемот беше некој нормален и едноставно луѓето продаваа, бидејќи сметаат дека до лоши економски времења и сакаат да стерилизираат во пари своите акции, а додека оние што купуваат сметаат дека треба да се купат бидејќи цените паѓаат. Или ова беше онака по обем сериозно тргување?
ако се пример спореди во да речеме претходниот период, претходниот месец тргувањето, обемот со овие 15 дена последни кога паѓаше све, така да реално имаше многу поголем обем на тргување. Така да ова е еден вид на панично стампедо, кое што после прави негативни да речеме последици и на тие што се оптимисти. Бидејќи јас кога гледам сега секој ден паѓа по 6-7% акција тип на Apple и пример мене ме загрижува тој момент. Значи викам да не ја нешто грешам. Така да многу влијае кога ќе да речеме видите све да е црвено и тоаш секој например нормален човек се прашува да си ги спасам парите. Што имам колку имам толку. И тоа е еден вид масовна хистерија на да речеме продавање, каде што сите луѓе некојаш не се водат од самиот разум, него од страф. И тука имаме од таа другата страна купувачи кои што чекаат и пример ловат риба. Така да во тргувањето е многу битна самата дисциплина. Значи, ако ние купуваме акции, да кажам, дисциплината е најбитен фактор. Значи, секогаш ќе има вакви корекции, но меѓутоа ние треба да си имаме наш фокус, наша цел за 5 години, за во 10 и не треба на овие дневно ценовни флуктуирачки информации да реагираме така. Добро, но имаме флуктуации кои што, односно корекции нагоре надолу што одат цените на берзата, врз основа на шпекулации што се јавуваат, има и шпекулативни играчи кои што влегуваат со големи фондови, купуваат или ја дуваат акцијата, таа расте, па кога ќе порасне цената ја продаваат и у суштина заработуваат на разликата во плусно, може и да се кладат и во негативно, исто така има разни опции, значи да играат големи играчи различно на берзата, но доаѓаме до прашањето дали ова да го гледаме како, ајде, условно кажано, шпекулативно или полушпекулативно, или само како политички, одговор на политичките случувања, или има овде веќе и реално и проблеми во економијата, каде што берзата реагира на реалните економски проблеми што ги има. Јас би кажал дека има и од, да кажеме, двете, така да прво е оној што е психолошки момент, а второ е дека реално ваквите царини, доколку останат, ќе има сериозни негативни импликации врз сите компании. Еве, ако ја земеме Apple, значи која што е баш она знакот на фактички самата Америка, значи она што е да речеме трейдмарк, доколку останат ваквите царини, ако се во земен предвид дека сите компоненти се најчесто од Кина, слично дека најголемиот број на iPhone телефони, негде прочитав 90% од iPhone телефоните се во Кина произведени, да речеме автоматски ќе стане дупло поскап iPhone телефонот. Што би значило тоа? Тоа би значило дека фирмата Apple ќе има поголеми трошоци, помали профити, помала продажба. Значи, јас ако сум менувал телефон на една година, 1,5, сега ќе менувам на 3. Зашто да, пример, дадам уместо 1000 евра, 2000 евра. И сега тоа ќе се, пример, одрази на сите фирми од тој тип и затоа е самиот негативен да речеме импакт на во реалниот сектор во случај. Да, така значи, да има значи не е шпекулативно, треба да гледаме, затоа треба многу внимателни да бидеме што се случува. Така. Затоа што кога е шпекулативно, кога ќе се препознае шпекулативноста, економијата ако е здрава и компаниите ако се здрави, берзите се препознава сето тоа дека се шпекулира со одреден број на акции или во одреден број на сектори, но овде генерално сектори или целата економија у суштина падна акциите. Како се движеа? Кои се анализите? Падна во сите сектори? Сите сектори падна, буквално сите сектори, значи падна банкарски, технолошки, конзумер сектори, значи тип на Nike, значи све што е широка потрошувачка падна, можеби храна, медицина падна помалце, но меѓутоа баш сите сектори доживеа пад. Бидејќи кога се влегува во потенцијална рецесија, автоматски сите сектори би доживеале одреден пат. Бидејќи стравот од значи ваквите царини, секундарна работа е, да кажеме, рецесијата, која што тропа на врата. Значи, ако евентуално се сите добра скапи, поскапат, автоматски све помалце ќе има онаа економска активност, ќе се појави рецесија и таа рецесија ќе влијае на сите профити на самите компании и на нивните цени на акциите.
Една информација имаше, мислам дека стручната јавност ја знае, но ние некако остануваме кога пренесуваме вести или информација речено недоречено, немаме време да ги обработиме посериозно, освен на специјализираните сајтови како што е на пример pari.com.mk, кај што обработуваме вакви вести, но во пошироката јавност често не се обработуваат. На пример, имаше една интересна информација дека со стапувањето на силите, мислам дека беше на 2 април донесена одлуката, во наредните неколку денови се изгубија 6,6 трилиони долари или 6600 милиарди долари. Сега, ајде она што мене не ми е јасно, односно се го разјаснивме кога го подготвувавме подкастов, дали овие 6,6 трилиони долари се однесуваат на истргуваните акции во тие моменти што се тргува, дека толку било падот на тие, например, ако се тргувале 10% од акциите од вкупната сума на вкупната број на акции, се тргувале 10%, тоа се 6,6 трилиони, или од вкупната вредност на сите, например, 100% акции што се на американската берза, се изгубени овие 6,6 трилиони долари. Значи, второто прашање, фактички вториот одговор, од целата, како да кажам, маркет капитализација на ваква фактички американската берза, изгубени се 6 трилиони или колку така, беше, има различни вариации. Но тоа е, како да кажам, облак. Бидејќи тие се фиктивно изгубени, при самиот раст на цените, сега се веќе, да речеме, вратени, така да ако тогаш биле 6, не знам, трилиони, сега се веќе 1,5. Значи, што сакам да кажам, ако веќе пак ја земеме Apple, која што имала пазарна капитализација 3,3 трилиони, кога она паднала, да кажеме 20%, веќе имала 2,7, што значи дека изгубила 600 милиарди во вредност. Но таа вредност не е, таа е само значи како пазарна капитализација, и кога ќе се покачи цената пак 15%, таа веќе компанија вратила 15% од тоа што било изгубено. И кој губи пари тука, исто да кажам, само тој што продава. Така да многу е битно дека тоа се фиктивно изгубени пари, кои што, нели, само и тоа се новинарски, нели, како да кажам, убави наслови, кај што изгубено е толку пари, но меѓутоа само тој што продал, изгубил. А тој што не е приме продал и што презимил, што го преноќил овој момент, он преживеал и веќе му се парите му се, да вакво кажеме, враќаат. Така, време е за првата пауза за нашите пријатели на подкастот кои што возможуваат тоа да се реализира, затоа ќе направиме паузата, па ќе се вратиме во студиово каде што ќе разговараме за светските берзи, но пред се ќе зборуваме на пример за златото, дали ова е само шок терапија што се прави или долгорочно треба да се биде внимателен, дали се очекува да се подсмири работата, значи она што веќе начнавме некои детали, исто така ќе зборуваме и за македонската берза, затоа останете со нас, се враќаме по кусата пауза. Колку малку треба за една искрена насмевка, за да се случи магијата, за изненадување со супер подарок и за некому да го направиш денот со најубавите вести на светот. Инспирирај се од вкусовите кои не прават посрекни, повесели, подобри. Витаминка. Да, продолжуваме со втората третина од подкастов. Со нас се Сашо Дракуловски од Вега фондови. Зборуваме за светските берзи, но ќе зборуваме и за македонската берза. Мислам дека дадовме веќе некои интересни одговори. Например, еден од одговорите беше дали треба сега да се купува во моментов. Господинот Дракуловски беше дека треба да се биде внимателен малце во овој момент со пазарењето, иако има една стара изрека дека кога паѓаат акциите се купува, односно купување во пат. Така има едно правило. Значи, сметате дека дефинитивно не е време сега да се игра, туку треба да се биде внимателен. Мислам дека треба малце да се почека, бидејќи сега ќе биде многу битно, обично април месец крај, сите компании светски ќе ги вадат своите биланси. Она што е првиот да речеме квартал, а после тоа и ги, да речеме, вадат своите проекции за крајот на идната година и на
оваа година, и тука е многу битно да видиме дали они во самите нивни проекции ќе ги вградат овие тарифни ситуации. Ситуациите со, значи, да речеме, царините, и така да јас затоа би бил внимателен и би почекал да добиеме малце повеќе информации. Прво, како работеле во овој прв квартал компаниите, а потоа какви се нивните очекувања, проекции и дали ќе вградат одредени негативни импакти од самите царини кои што се сега веќе известни дека ќе постојат. Што би требало да гледаме? Извини, вака што те прекинувам, но што би требало да гледаме? Дали нивната проекција, првен да видиме како е во првиот квартал профитите и работењето, но за војнина дали да гледаме како го проектираат профитот, дали ќе расте или ќе се намалува, или обемот на работа, што треба да дзирнеме за да ни биде појасно, например, како би они што предвидуваат големите компании? Најдобро е, значи, да се види оној селс, колку ќе биде самата продажба, дали ќе расте, дали ќе биде иста како што претходно предвиделе или ќе направат надолна корекција, и врз основа на тоа како ќе биде нивниот профит. Ако се, да речеме, случи да овие компании направат малце негативни проекции или отстапат од своите претходни проекции, така да јас очекувам да има уште една корекција. И затоа тука треба да бидеме внимателни. Значи, берзите, моментално најдобар показател ќе бидат проекциите на сите компании. Guidance, значи како што го викаат американците, и затоа имаме ситуации некогаш една компанија има, да речеме, квартален извештај одличен, но меѓутоа самиот guidance не е баш така и таа паѓа. Пошто очекувањата се тие што се да речеме, битни, а самата берза е предзнак на она што би требало да се, да речеме, случува. Така да секој пат по мене се многу битни и тие. Така, значи треба да се внимаваш првин што презема политички Трамп, значи администрацијата на Соединетите Американски држави, значи тоа да се следи, но и ако сака да се инвестира, треба да се гледа компанијата кај што се сака да се инвестира или компаниите секторски што во тој сектор што се сака да се инвестира, кои им се идните планови, односно што очекуваат и профит, но и продажба во суштина, односно дали ќе им расте бизнисот или нема да им расте. Значи тоа ова го научивме сега. Ова е најбитно. Ова е најбитно, добро. Значи две работи треба да се следат за сите оние што сакаат да тргуваат и веќе тргуваат, например, преку онлайн платформи, а не одат, например, преку брокерски куќи. Треба да бидат малце поинформирани и да знаат што се случува, за да не дојдат во позиција на да загубат пари, но ќе зборуваме за онлайн трговијата кон крајот на овој подкаст. Подкастот сега она што мене исто така многу ме интересира и беше една мала нелогичност. Имаше неколку дена кога акциите паѓа, се тресеа берзите, се уште паѓа акциите, но падна и цената на златото. Тоа се коригираше, повторно отиде на нагорна линија, но зошто ваква една аномалија во сето тоа, бидејќи многу често кога паѓаат акциите, луѓето што го влечат кешот го вложуваат или го чуваат во банка, што не е баш е добро да се чува, но од друга страна нема никако со овие камати тешко дека се оплодува, но и најчесто или во недвижнини овде во Македонија во станови, додека на запад во злато или во други благородни метали. Зошто падна златото? Па златото падна заради тоа што веќе беше премногу качено, така да во суштина златото оваа година е преку 50% отидено нагоре, и при такви големи растови нормално е да има одредена корекција. И во тој момент кога се прави таа светска паника, значи нормално е да се паѓа, и баш бидејќи луѓето сакаат да дојдат до кеш. И во такви падови можам да кажам дека cash is the king. Таа изјава е фактички странска америчка, каде што некогаш парите имаат многу поголема вредност и не е битно дали ќе имаме некаков раст на тие пари, него подобро е да ги зачуваме како пари, за доколку паднат берзите, вие да, пример, купите аутлет на цениот аутлет. Така. Значи на попуст. Значи тоа е логиката, у суштина се продаваше и злато во поголеми количини за да се стерилизираат пари, да ги имаат во рака парите. Така. Значи и добро ке настол во недвижности веројатно ќе завршиш, а не во кешарица за да се Тама златото е исто таму, да кажеме, ликвидна категорија. Секој пат можеш пак да купиш, продаеш без разлика колкав износ, додека ке нас недвижностите, еве сега пари да ни треба, може ќе ни треба 2 месеци
за да ги продадеме, а пример бирзата паднала, па после пак се качила, па ние да речеме ништо не сме направиле. Така. У суштина. Ако добро се сеќавам, првиот пат кога бевте дел од подкастот, тоа беше на почетокот на втората сезона, значи можеби пред година и пол, Да, година така и нешто. Едно од прашањата мои беше во што да вложуваме, значи во кои метали или во што да вложуваме. Вашиот став беше злато. Злато. Да. Дефинитивно злато. Така да од да речеме тогаш има раст 60%, значи сме погодиле. Сега дали било среќа или не? Значи, да, добро. Дали беше пикадо играње, онака се игра, па погодивте Вие ли? ме прашате злато Так. или значи сребро, ја кажав дефинитивно злато. Така, да. Бидејќи тоа е да кажеме метал кој што е благороден, кој што не зависи од нели рецесии, од лоши економски ситуации. Напротив, тој си е сам за себе. Значи, да не послушува пред година и нешто да купуваа луѓето злато, сега ќе има 60% така. пого И на доколку 1000 го евра, пример например, продадеа да. сега, доколку го продадеа сега, па сега купат амерички акции, така да уште толку раст ќе уште направат. повеќе. Да. Значи, ако е 60%, ако купиле 1000 евра, например, ќе има 1600 евра Да, во така е, моментов вредност, ќе може 600 евра чисто да ги стават Така е, во, така е. во джеп. Ова е добра поука да не следите, бидејќи овде имаме и добри совети како и за глобалната економија, но и вакви практични совети. Значи, вие останувате на тоа дека во злато би требало. Златото, да, сега има некои проекции кои што ги читав, а и има логика дека би требало златото да порасне до крај на годината околу 15%. Ова се од овие светски финансиски институции, поради тоа што поради стравот од нели рецесија, автоматски многу инвеститори ќе одат во тој правец да вложуваат во самото злато, така да очекувањата се помене реални и можно е до крај на година, ако сега 3, да речеме 200, да биде 3600, 3700. Сега, како да купиме, еден практичен совет, веќе почнавме со практичен совет, како да купиме злато? Еве, сакам јас да поседувам злато, еве, имам некоја паричка на страна, не дека имам, туку еве, ова е пример само. Значи, сакам да инвестирам во злато, очекувам 15% да порасне, значи, како да дојдам до тоа, како да го направам тоа? Како да станам купувач на злато? Може да се, нели, тоа се, да речеме, купуваат договори, фьючерси, кои што вие фактички добивате хартија или дека имате злато. У суштина немате физичко злато, но тоа се прави на нели странски бирзи, ке нас не може тоа. Како тоа да го направиме тогаш? Како, еве? Па македонските граѓани смеат да имаат онлайн платформи за пример тргување, така да можат и на тоа, а можат и во акции кои што вложуваат во пример злато или во фондови кои што вложуваат во, да речеме, злато и во пример исто така имаме рудници, тип на акции кои што се од рудници, кои што се со да кажеме злато. Така да и тие малтене паралелно го, да речеме, пратат златото и неговата цена. Рековте онлайн, сега јас малце сум скептик. Например, ја имам сега 18 годишен син кој што е загрејан за да тргува на берзи со онлайн платформи и сето, но јас сум скептик од аспект на сигурноста на онлайн тргувањето. Например, не знам кои се тие, кои законски обврски ги имаат, што настанува исплатата, како се исплаќа, например, како е брзо, промптно да се реагира на инвестирање па на продажба. Едноставно, на малце, може имам некои предрасуди на ново време, но на крајот од денот сакам да знам како е законски регулирано. Еве, мојот син сака тоа да го прави преку онлайн. Постои ли безбедно онлайн тргување или можеме исто така и овде физички да тргуваме преку наши брокери кои што подлежат на македонски закони, има обврски кон клиентите, например. Може ли да дојде некој, ја да дојдам или мојот син кај брокерите да рече јас сакам да тргувам и после тоа да го прави, да речеме, електронски или телефонски или како така? Може, значи и да кажеме ке нас првично да се направи првиот контакт фактички лично, после може да се добиете електронска платформа на која што сами ставате куповни налози, продажни, сами одлучувате што би купиле, што би фактички продале, тоа е многу брзо, значи све е тоа да кажеме електронски, но меѓутоа тоа е повеќе за нашата локална берза. Додека за овие онлайн платформи кои што се надвор, сепак ја мислам дека поголемиот дел од нив се добро лиценцирани,
но меѓутоа сигурно има и во таа маркетинг, да кажем индустрија, некои што се можеби фейк, но меѓутоа тие што се големи имиња на, да кажеме, платформи што се реални, тие по мене се тука нема никаков ризик у смисол дека би, не знам, пропаднале и вако ке нив има кастоди банки чувари, брзината на самите реакции купи продаje многу брза, но меѓутоа е таму оној ризик да немате кај да се јавите. Значи при било каков проблем, при било каква ситуација, вие сте само во онлайн еден од милиарда таму. И тука немате никаква поддршка и најчесто самите инвеститори тука влегуваат во некои форуми, пратат брзи акции, сакаат, не знам, добри заработки, слушаат, гледаат и најчесто ги губат своите пари и потоа доаѓаат ке нас, така да тоа е некој пат добро за нас и Али не е добро за инвеститорите? Да, не е добро за нели нив, но меѓутоа сакам да кажам дека тие се вакво генерално сейф и дека може да се нели тргува законски, тоа ке нас дозволено е, се пуштаат парите од тука на самиот клиент према онлайн платформата и после со тие пари тргуваат. Добро, ја, например, сакам по-конзервативно да играм, а да склучам договор со некој од брокерите во Македонија, што се, и можам ли да тргувам, например, преку нив да купувам акции, например, на Њујоршка берза, злато или било која акција на што имаат, што котира на Њујоршката берза, например? Можете акции да купувате, значи преку нашите, да речеме, локални брокери и во странство, малце се можеби поскапи цените, пошто ние сме втора рака, како да кажеме, на тие платформи, и така да тоа е малце поскапо, но меѓутоа е по мене по-сигурно, бидејќи тука ние сме сите лиценцирани, ние сме, да речеме, строго регулирани и имаме баш онака, водиме сметка за парите, клиентите, све да биде by the book. И тука нема никакви, да речеме, проблеми. Главен проблем и главен ризик е вашиот избор на самите акции, дали ќе паднат или не. Stock picking. Така да, у суштина, тоа е оној пазарен ризик, ако вие купите акции, па ви паднат 30%. Но вие како брокери, например, немате права, не смеете да давате совети за која акција треба да се... Не смееме, не смееме, да. Зашто не? Има и уште една, да речем, лиценца советник, инвестициски советник, тие смеат да даваат. Мислам, јас имам и таа лиценца, така да у суштина смеам. Значи за вас златово што го спомнате, смеете да го кажете. Да, смеам, за да не ви дојде регулаторот на Македонска берза и да ви рече што зборуваш тука, не смееш да го зборуваш. Пошто јас реално имам и, да речем, лиценца за фактички советување и имаме право тоа што треба да биде запазен перкот како се прави тоа советување. Значи не можеме ние како ќе ни текне. Значи тоа се прави врз база на фундаментална анализа, техничка и слични тие, да речеме, процедури за да биде самиот совет подкрепен. Сега ќе ве злоупотребан можеби, бидејќи имате лиценца и да советувате. Едно од прашањата што сакам да ви ги поставаме, каде да се вложува, во кои сектори, веќе знам, имате правено анализи и сето тоа, каде да вложиме? Рековте да бидеме внимателни, да почекаме, се уште флуктуира пазарот, и ако оди надолу, тогаш би требало да купуваме, но не се знае колку ќе оди нагоре или надолу, кога ќе почнат сите тие работи, но каде да се подготвува човек да вложи, ако има пари, значи. И да напоменеме само ние пари што реално му се вишок, не со оние со кои што треба да живее или ги позема или сето тоа. Значи зборуваме за пари кои што може да ги инвестира слободно без да се грижи за неговата екзистенција. Значи каде би вложувале, во кои сектори? Јас би направил реална дисперзија моментално, значи би чувал и кеш позиција, значи 30%, би вложил во IT секторот дефинитивно, пошто тој е двигател слично на сите економии, би вложил дел во ова дефанзивна одбранбен сектор кој што сега расте во пример последниве периоди, значи бидејќи сега како што слушаме сите овие Германија, Франција вложуваат во тој одбранбен систем многу пари. И тука мислам и тие акции се еден вид добри, иако се веќе, да речеме, пораснети. Банки не би купувал сега многу, лично да речеме финансиските, би купил фармација
и би купил стоки од широка потрошувачка, бидејќи се тие се веќе многу паднати, но меѓутоа може да се случи да пораснат заради тоа што пак тие се стоки за широка потрошувачка, а би се воздржал од оние luxury goods. Значи оние луксузни добра. Еве денеска баш гледав пример Louis Vuitton падна 7% од Сабајле, бидејќи извади тромесечен биланс каде што покажа пад на приходи од 2-3%, пад на добивка 2-3%, а пошто берзиве се ке нас совршени, мислам, држиме странските, одма реагираат на таква информација и при тоа целиот сектор што е во тој дел, тип на Gucci, тоа е фирмата Kering, не знам, Hermès, сите паднаа. Бидејќи по тоа покажува дека луѓето малце се сега држиме скептици и кога имате страф од рецесија, прво што правите се малце дистанцирате од тие luxury goods. Така да у суштина сега тој сектор, да го вако кажеме, малце треба да бидеме предпазливи. Спомнавте на пример во одбранбениот сектор, на пример многу се зборува на пример Rheinmetall, што е германската компанија, таа мислам дека имаше огромни скокови на нивните акции, вредноста во изминативе 5 години. Произведуваат се и се што мислам дека исто така една француска компанија во одбранбениот сектор исто така отиде многу високо нивните акции, значи у суштина и британските отидоа и американските сите отидоа генерално многу високо. Дали се најавува 500-800 милиарди евра за модернизација на европската војска, се најавуваат развој на нови системи во Америка и сето тоа. Дали сепак има простор во овие акции да растат или треба да бидеме внимателни, бидејќи можеби го достигнаа максимумот во изминатиот период, или се уште постои простор онака, бидејќи големи пари ќе се вложуваат, големи нарачки ќе има и да се игра со вакви акции, например? Мислам дека има долгорочно, пред се, значи кога се да речеме мисли на самите вложувања, треба да се гледа долгорочно, значи минимум 5 години. Значи сега да гледаме за месец-два дали ќе паднат, тоа е веќе коцка. Значи јас затоа сакам да се гледа во пример наредни 5 години, а како што има најава пример Германија за не знам 1000 милиарди за некакви проекти инфраструктурни, воени и слично, така има исто фактички Франција и тие се обично циклусни кои што траат 5-6 години. Така да јас очекувам дека овие компании во наредните 5-6 години би имале раст, не како што имаше во последнава година 2-3, но меѓутоа би имале некој стабилен државен раст, пошто веќе имаат извесен бизнис во наредниот циклус. Пред да преминеме во третиот третина, пред втората пауза да ја направиме, кај што ќе се осврнеме малце каква криза е ова, иако спомнавме на што се должи, и на македонската берза ќе зборуваме. Само едно начнавте тема дека во фармацијата би вложиле, ќе има ли добивки таму, бидејќи не имаме фармацевска индустрија, добра, солидна, сериозна, добра. Дали на светско ниво добро стојат, треба да се вложува и дали и во македонска фармација да вложуваат луѓето, бидејќи гледаме дека и во време на кризи таа е прилично отпорна на паѓање. Дефинитивно, ако се види пример нашава, да речеме, фармацевска индустрија, уназад 10 години, 15 имаат континуиран раст. Така да и дали било COVID, дали била друга криза, значи дали било претходно банкарската криза, хипотекарната, нашите фармацевски компании имаат секоја година да речеме раст по 10-15%, што е исклучително добро, што имаат значи добро водење на самите компании, имаат производи се шират на пример странски пазари и се имуни на овие кризи, бидејќи колку и да има рецесија, колку и да има војни, други случувања, пак лековите сите ние ги пример купуваме. Никој нема да се трне од тој дел, друго све ќе трнеме, нема да купуваме ташни Louis Vuitton, нели? Така... Ама ќе си пример купиме најскап лек ако тоа ни е потребно. Така да јас затоа мислам дека фармацевската фактички индустрија е сега добра да се купи, после ковидот има пат, бидејќи во самиот ковид многу порасна, имаше преголеми очекувања, но меѓутоа кога
да речеме згасна таа ковид криза, автоматски фармациите тоаш паднаа бидејќи се види дека нема да имаат толку многу работа. Но меѓутоа како што се да кажеме стабилизира, во овој период веќе имаат основа за некаков раст. Таму не треба да се нели очекува голем раст, некој минимален 7-8% да речеме годишно, и затоа е добро да се има дел од едно портфолио, да се има фармацевски компании. Време е за втората пауза за нашите пријатели кои го возможуваат овој подкаст, па се враќаме повторно за да финишираме со третата третина од подкастот. Колку малку треба за една искрена насмевка, за да се случи магијата, за изненадување со супер подарок и за некому да го направиш денот со најубавите вести на светот. Инспирирај се од вкусовите кои не прават посрекни, повесели, подобри. Витаминка. Се враќаме во подкастов. Гостин ни е Сашо Дракуловски. Убаво, да, Дракуловски, малце ми е тоа Дракулевски ми одеше цело време, одма да се избере. Од Вега фондови изборуваме за берзата, се надевам дека ви беше интересно, има многу практични совети, практично гледање на работите. Ова е од оние подкасти каде што треба да се слушаат, и ако сакате да инвестирате на берзите, да слушнете, бидејќи како што реков пред година и пол кога првпат ми гостуваше Сашо, ја погоди цената на златото, дека треба да се инвестира во злато, и ако тога се инвестирале 1000 евра, сега нивната вредност на таа инвестиција би била 1600 евра, што значи чистјар од 600 евра, што е 60% е сериозно. Но хајде доаѓаме до третата третина од нашиот подкаст, каде што треба да финишираме. Почнавме неколку теми, начнавме во целиот подкаст провеуваат, но ајде уште еднаш ќе се навратиме. Сметате ли дека ова што се случува со царините и со политиките на Соединетите Американски држави е шок терапија за да се нивелираат у суштина економските светски движења, или ова може да внесе долгорочни последици, да не е баш шок терапија, туку едноставно да е вовед во една тешка економска иднина каде што ќе се одрази тоа и на берзите? Па јас првично мислам дека е шок терапија, бидејќи како што секојдневно имаме различни изјави, отстапувања, така да мене ми личи дека сака председателот Трамп да ги седне на маса сите големи држави, каде што да ги седне за да нивелираат малце околу тие царини кои што во минатото, пример Америка со сите големи земји имаше дисбаланс. Пример, со Кина има 300% разлика во увоз-извоз, и при тоа со ова он сака да ги седне на пример маса за да ги натера да ги симнат царините према фактички америчките компании, за на тој начин да го извозот да има поголем извоз и при тоа компаниите да имаат поголеми профити, поголеми продажби. По мене ова е, ако он е свесен што прави се, е патриотски чекор, и може би во иднина, во наредниве 3-4 месеци ќе се во го види дека касата ќе се пример напуни во речеме самата држава, тој дисбаланс во самиот буџет ќе се можеби подобри, а воедно и компаниите, локалните компании ќе имаат поголеми компаративни предности на пример странските пазари. Така да јас лично мислам дека он би требало да е 3 чекори напред и да ги предвиди овие сите реакции, а од друга страна, доколку па во одреден сегмент се спојат Кина, Европа против овие, да ги кажеме, тарифи, царини, тогаш може да се направи еден вид на нов поредок, нов пазар, каде што Америка би трпела големи последици. Значи треба да се следи внимателно, и сега доаѓаме до прашањето за македонска берза. Реагираше и таа на случувањата што се светските случувања, падна известно, но тоа повеќе психолошки или реален пат. Едноставно да ги следиме, че кој онаа што се случува, ги фати паника и нашиве
иматели на акции, значи инвеститори, па се ослободува и стерилизираа кеш или едноставно не проценија добро па продавааш. Како гледате на ова што се случи на македонската берза? Сите гледаат вести, пример навечер, сите читаат, така да тоа што се случи тој пат кој што не беше голем воопшто, некој околу 10% максимум, значи беше по мене очекуван и беше повеќе врз база на некој страв од прелевање на самата криза и кај нас. Иако директно нашите фирми кои што се на индексот МБИ-10, тоа се 5-6 банки, не знам, имаме градеж на фармацевски компании, фактички нафтена, ниедна од нив нема директна изложеност со самата да речеме оваа царинска војна. Така да дефинитивно по мене тој не е директен, не е директна причина, повеќе е онаква последична причина која што е поради негативните движења, негативниот сентимент, каде што нормално самите инвеститори да се плашат за да не падне и кај нас берзата, иако кај нас е добро што ние немаме странски играчи, инвеститори, и тука сите играчи се локални, кои што си ги знаат добро компаниите, значи сите имаат некои шпекулации од типот на го знаат менеджментот, да речеме знаат што се фактички случува, и тука сметам дека реално затоа и немаше таков голем пат, а и тој пат се нивелира после неколку дена, се пример повратија компаниите за 5-6%. Го начнавте следното прашање, она што ме интересира мене, колку нашиве домашни компании, акциите на нашиве домашни компании кои котираат на берзата и кои што се реално се тргуваат. Тоа не е голем број, немаме ние голем број на акции што секојдневно се тргуваат. Колку се отпорни на случувањата што се случува на светските берзи, на пример во Америка, во Европа, во Азија и сето тоа. Колку треба да се плашиме кога паѓаат светските берзи од тоа дека ќе се прелие на нашата вредност на акциите? Генерално треба се плашиме зависно колку трае самата корекција во фактички Америка, Европа и слично. Доколку трае 2-3 дена, тогаш нема да има кај нас големи импликации, но меѓутоа доколку трае подолго, пошто ние секогаш касниме, нели, со се, така да кај нас после некое време се прелева тој, да речеме, тој момент, и така да реално е да се исто така очекува доколку продолжи падот на, да речеме, светските берзи и кај нас да има плюс пат. Така да, иако не сме директно изложени, сепак сме индиректно преку оној психолошки, да речеме, психолошки момент, а и има оние што се паметни играчи, тука би, пример, продале па да купат устранство, ако сега падне Apple 30%, 40%, зашто да не продајате некоја наша компанија, па за да, пример, купите таму, која што, пример, ке нас му е цената, да речеме, стабилна. Така да, пошто парите се секојаш живи, треба да во нели кружат, и така да и од тоа е еден момент на дислокација на самите средства и на, да речеме, дисперзија. Вие работите и на берза, но работите, рековме, вега фондови, значи, еве, ако имам пари, освен во злато што би требало да инвестирам, како што рековте, дали да играм поединечни акции на берза или да отидам во фонд и да инвестирам во фондот, па тој да го дисперзира ризикот. Кај ми се исплати повеќе? Сега зборуваме за елементар да имам некое познавање од не големо, но познавање на берзата што се случува, да сум релативно просечно информиран граѓанин на држава. Каде да ги дадам парите? Да играм на берза, да инвестирам, па и на странските берзи да купувам акции, или да играм преку фондови за да се добијам некој поврат на парите? Јас, пример, мислам дека секогаш се по-сеф варијанта самите фондови и по-добри, зашто сепак тие пари ги водат експерти кои што го работат тоа лиценцирани и кои што прават за вас дисперзија во самиот ризик. Пред да се вложи, се прави риск апетајт, значи секој од нас имаме различна ризична, да речеме, карактеристика, некој презима
повеќе ризик, некој помалце, така дефинитивно битно е да се запознае клиентот за да му ги видиме неговите очекувања. И тогаш може да му се даде предлог какви ќе му бидат самите вложувања. Но меѓутоа, ако некој сака да вложи и сам акции, тоа може, но меѓутоа ја мислам дека е подобро само македонска берза, каде што имаме сите повеќе информации, понекако стабилна, додека странските берзи се баш високо ризични и ја мислам дека не би советувал да некој купува сам на пример странски берзи, зашто преку ноќ се менуваат информациите и затоа е најдобро да се направи дисперзија преку самите фондови, пошто има и фондови кои што се секторски ориентирани. Пример, ние имаме технолошки фонд, имаме да речеме финансиски фонд, имаме фонд кој што ги има сите можни сектори и на тој начин ќе се направи комплетна дисперзија на пример да речеме вашите средства и затоа и исто е многу битно за колкав износ се да речеме работи. Ако се работи за помал износ, тоаш има фиксни трошоци при самото вложување на акции поединечни, автоматски со пример 5000 евра, ако сега сакаме да направиме портфолио, ако купиме 10 харти, тоа ќе биде многу мали износи, кај што ќе има големи фиксни трошоци. Така. И тогаш автоматски ќе ви бидат цените на самите акции многу поскапи. Така. И при влез и при да речеме излез. А додека фондовите нудат за помали износи, минимални трошоци и да може да се прави уплати програмирани месечни. Значи пример секој месец. Тоа е за ајде речеме за оние што играат долгорочно, фондовите се што играат долгорочно, што играат стабилно, кај што на пример приносите се помали од оноа што би биле ако играме со поединачна акција веројатно, на пример, еве. Но дали можам јас како граѓанин кога ќе отидам кај брокер на пример во Македонија овде да кажам сакам од Тесла да купам акција, вие можете да купите веројатно акции и дали кога ќе видите флуктуации на пазарот или знаци, вие го информирате вашиот клиент дека нешто ви се случува. Едноставно вие да сте споната бидејќи потешко е сега да најдам брокер на пример во Њу Јорк кој ќе тргува, не го знам, па нема можам договор, веројатно би можел, но кои се одговорностите, правната заштита и сето тоа. Дали вие имате обврска на пример како брокер, еве да кажеме, да ме предупредите да пример акцијата што сум ја купил дека влегува во некој ризичен период, дека може да размислам да ја се ослободам, дека чека таа акција не добра иднина на пример на краток или среден рок. Немаме никаква фактички обврска за да ви известиме дека е акцијата потенцијално опасна, бидејќи тоа си е ваш избор. Наше да ние ја спроведеме вашата одлука, купиме 5 акции Тесла по таа и таа цена и вие треба самите да си примеследите како се цената расте паѓа, па да се јавите или да приместавите налог, продај сега 5 акции по цената и таа, бидејќи и оној момент на известување цело време, ние ако имаме 5000 клиенти, ако сите ги им се уеме за да ги известиме, мислам технички не е плюс возможно, плюс не е ни законски да ние сугерираме кој што треба кај да купи и јас затоа сметам дека тој што веќе вложува треба првично да вложи малце пари кои што би можел да ги изгуби, ама тоа да му биде една вид лекција. Да ја приме гледа берзата, да учи, бидејќи доколку не вложите пари, вие гледате со други очи. Значи гледате, ако купев, отиде нагоре. Ако не купив, ама кога ќе ги ставите парите, и тогаш гледате како ви паѓа, па слично, тогаш другчие срцето работи. Така. Да, така вака, тие што немаат купено акции, не многу знаат. Обично во кафана, јас ти кажав, тогаш вака, а немаат купено ништо. Така да, тој кога ќе купи, ќути, срцето станува лечник некад, кога ќе паѓа. Така да, добро е да се купат за да се осети тој адреналин и да си види човекот дали е за играње или за не. Бидејќи не сме сите исти. Така, го начнавме онлайн тргувањето, зборевме дека шанса или замка за
за аматери, да шанса ли е онлайн тргувањето? Ни пројава, ни Селиов муабет ни провеува дека берзата е сериозна работа и сериозни анализи треба да се прават. Колку ние како граѓани кои што можеме преку телефонов да отвориме апликација за тргување на било која берза, па и на сериозните берзи што се лиценцирани и сето тоа, колку сме ние у суштина обучени тоа да го правиме за да знаеме која акција да купиме, или најчесто се водиме по на стадоно кај купуваат сите и у суштина купуваме кога сите купуваат и кога цената расте. Што правиме? Колку ни е замка се во ова ваквото тргување кога е оставено само на нас? Баш така, значи буквално замка, каде што имате еуфорија, гледате дека во секунда купувате акции, дека сте битни, дека ви се случува нешто, па нека ќе се пример погоди, сте купиле, па отишла цената 15% горе, но меѓутоа после некој ден паѓа 20%. Така да во суштина тие се замки и најчесто се тој тип на имаат израз меме стокс. Тие што се највеќе популарни акции, каде што се само приказни некогаш, немаат реална основа и затоа сакаат нашиве играчи тука многу брзи пари, пошто слушаат приказни дека некој не знам колку заработил милиони вакви такви, а у суштина тој што заработува ќути, тој што нели тие што заработуваат ке нас молчат, така да бидеме реални и во таа трка за лесни пари купуваат акции што немаат минато, немаат реални проекции, имаат само приказни. Затоа кога веќе се тргува сам, треба да се тргува од оние акции што се светски признаени, светски познати акции од светските индекси, не знам, Dow Jones, слично, кои што пак имаат некоја реална основа. Сега доаѓаме до последното прашање, тоа е криптопазарот, гледаме дека тој флуктуира. Еве вие сте дел од она класична берза, криптопазарот е нешто паралелно, нешто ново. Како гледате на себе ова, бидејќи падна и криптопазарот кога паднаа берзите, сега се опоравува, гледаме дека одат криптопазарите. Како гледате на ова реалност, фикција, издржано, неиздржано, има ли основа, треба да се инвестира, треба ли да се следи едноставно нешто ново, дали е тоа, дали е помодарство или е реална економија веќе која и реална берза? Како го гледате вие? Се воедно од ова се што кажавте, мислам дека све има вистина, така да реално помодарство е, бидејќи некој ке те сретне, нели, купив биткоин, дали купи тие, па тука има, нели, муабет кој што купил, па која нова ја купил екзотична нели криптовалута, така да дефинитивно некои од тие криптовалути имаат основа реална, кои што се стварно тргуваат, имаат некоја подкрепа, некои се, како што гледам, само приказни, кои што се со 0, па запирка 0,0, па една децимала на крај и некој очекува таму со 1000 пример долари да заработи 50 милиона, што најчесто не е никогаш така. И јас, пример, една страна, ако ја земеме криптовалутата биткоин као најдобра, таа се движи како да е акција веќе. Ако се види незиниот перформанс во последната година, значи самата криптовалута биткоин се движи како да е дел од индексот Насдак. Значи буквално ја пример прати берзата. Така да ја тука не гледам некој потенцијален голем раст, потенцијал нити голем пат, освен ако не се случи да нели укинат државите секакви плаќања. И таму постои огромен ризик да преку пример ноќ да се забранат сите тие валути. Бидејќи ние не знаеме дали за 2 години пример Америка ќе си направи своја криптовалута. Така. Значи криптодолар ќе направи пример. Зашто би имала некоја таму кај што не се знае да речеме собственикот. Така, централната банка. Да, и јас тука мислам дека треба да бидат луѓето многу внимателни, ако влезат и ако се со некој ќар задоволни да нели искочат. Да, реков дека ова ќе биде последно прашање, но малце да се навратам повторно уште едно што ми остана. Ние збориме за фондови кај што се инвестираат граѓаните, но исто така има фондови кои што државни, односно тоа се овие пензиските фондови кои што играат на берзите, тие се стабилни, не губат привака, односно нивната загуба е мала. Бевте порано во еден од тие фондови прв човек. Заштитени ли се нашите пензии, односно добивки во овие фондови и при вакви турбуленции? Па
пример, и тие не се имуни при вакви големи падови, но меѓутоа фондовите пензиски имаат конзервативна стратегија. Значи голем дел од парите ги чуваат во пример државни обрзници, колку што знам преку 60%, кои што имаат фиксен доход, фиксна камата и тука немаат простор од пример големи турбуленции, а воедно мал дел од средствата чуваат во акции директно, повеќе вложуваат и они во ETF фондови или во пример други светски фондови каде што се прави пример максимална дисперзија, така да дефинитивно во минатите 20 години колку што постојат, тие имаат некој просечен принос од 5-6% годишно, што е по мене одлично, и мислам дека се добро водени, менаџирани, сепак таму работат големи професионалци, значи веќе раководат со неколку милиарди евра, кои што мислам дека дали се преку 3 или сум да речеме грешка, каде што најголемите средства на нашите граѓани се таму, и јас мислам дека нашите граѓани не треба да се пример плашат, дека тие се сигурни, се водат професионално и дека и на вакви падови доколку има и ке нив пад, но нема да биде драстичен, зашто се добро дисперзирани. Значи во повеќе сегменти. Како пред крај, на самиот крај доаѓаат идеи за прашање, бидејќи интересна тема бе, например, ако имам 1000-2000 евра, значи како граѓанин, колку е оптимално најдобро акции да купам, колку да дисперзирам ризикот во 1, 2, 3, например, еве да речеме со 2000 евра, ако се имаат вишок пари, во колку акции е најдобро да се дисперзират? Три акции, да речеме. Во 3 акции. Да, од пример, да речеме различни сектори. Од различни сектори. Да, или ако сакате да речеме голема дисперзија, тоа ќе си купите фондови, бидејќи во еден фонд најчесто има 40-50 хартии, така да со тоа се пример прави максимална дисперзија. Дисперзија, значи тоа е тоа, значи Да. за оваа сума од до 2000 евра Да. е 3 акции или во фондови за да се Иако дисперзира. некои сакаат и само една акција да И купат, една, и тоа е тоа легитимно, ако ја погодите акцијата, тогаш имате најголем профит. Така. Значи, а ако падне па таа акција, имате најголема загуба. Така. Така да тоа е најголем ризик, ама па кај нас многу луѓе, на пример домашната берза, купуваат една акција. Пример сакаат една пример компанија, купуваат таму, имаат дивиденда која што има 4, 5, 6% зависно која држим акција, и он секоја година знае дека има одреден приход, има фактички информации од самата компанија и си чекаат нели стабилно. Имаме индивидуалци инвеститори кои што многу идејата за овој подкаст беше токму од мои пријатели кои што се многу заинтересирани лично за нивните акции, за нивните инвестиции, бидејќи тие приноси што ги имаат, дивиденди што ги добиваат, им овозможуваат сервисирање на животот у суштина, лагодноста, значи се сериозни, на играчи не се оние шпекулативните да купат продадат, туку сериозно се инвестирале делот за штедата, делот место во банка да дадат ја дале во берза. Што можеме да ги смириме или малце да ги подуплашиме? Па, јас би ги смирил, дека но меѓутоа пак да бидат, да речеме, внимателни да не оваа војна меѓу ега, суети, слично направи големи бели. Бидејќи ова на крајот денот се нели сведува на војна на суети. Барем така испаѓа, така да јас би ги советувал да бидат будни и можеби дел од парите да си ги повлечат да бидат во некоја кеш позиција. Ако се види Ворен Бафет во последнава година дена, он цело време продава. И сега излегува дека он е стварно да речеме паметниот, така да секогаш мора да имаат и некоја позиција во кеш. Да речеме, ако им затребаат пари за нешто друго, или ако падне, а има прилика да, пример, докупат. Така да, во суштина, јас секогаш мислам дека треба да има и кеш. Кеш. Кеш на страна. Тоа е тоа. Го спомнавте Ворен Бафет, веќе он е во сериозни години и сето тоа. Има ли некоја нова звезда на светското инвестициско поле, кој што може да го замени со таа мудрост, каде што он има неколку принципи да се инвестира во производство, да не се инвестира во услуги, сето тоа, он е баш од стар копно гледаме дека знае што прави. Има ли некоја нова звезда на светското инвестициско поле? Па сега вака нема,
бидејќи он е тип што вложува во самиот бизнис. Он вика купете акции од некој бизнис што ви се допаѓа, не ги гледате акциите. Бидејќи сега ние купуваме фактички бизнис. Кога сме акционери, ние сме некој промил партнери во таа фирма. Собственици на таа фирма. Собственици, некој 0,0 промил, Така е. зависно кој колку речеме вложи. И неговата прва девиза е купете бизнис во кој што верувате, во кој што мислите дека ќе расте. И плюс имајте дисциплина. Значи гледате да речеме долгорочно и имајте дисциплина. Значи не на секоја ситуација да ви реагирате. Па, овде доаѓаме до крајот на овој подкаст. Господине Дракуловски, мило ми беше што бевте дел од Каде се парите со мене Горан Теменогов. Исто и мене, фала многу. Баш беше супер пријатно, се надевам дека нешто кажавме паметно. Да, Така па во споредба со нас што го кажавме пред година и нешто за златото, верувам Се дека види сега дека сме кажале паметно. сега можеме да заклучиме од овој подкаст дека треба дел од средствата, не многу, веројатно 30% да се продадат и да станат кеш, значи во случај да паднат акции, да се купи некоја што е солидна, што има изгледи за воиднина, значи треба да се стерилизираат дел од акциите што граѓаните ги имат, можеби во кеш да ги имат во овие моменти, но изгледите се веројатно на подобро. Гледаме дека Трамп како да се премислува, како да почнува да игра малце порационално, бидејќи берзите и него му значат, така што не е се црно, напротив, има и сонцето се гледа, но треба да се биде внимателен и многу да се следи политиката, пред се онаа што ја диктираат Соединетите Американски држави, бидејќи ако се продолжи со лоша политика може да се влијае на реалната економија, ако брзо заврши лошата политика, односно оние турбулентни политики, ќе има добри периоди и за берзите, односно ќе може да растат. Така што со овака некој сублимат би го завршил овој подкаст. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од оваа епизода, а вас ви препорачувам да ме гледате и наредниот пат, бидејќи се надевам дека и наредниот гостин ќе ви биде интересен. Секое добро.